А на полнок, затоа ве прашав, може ли Исус да дојде на полнок? А на полнок, што ќе се случи на полнок? Некои велат ќе дошла новата година. Ќе пукаат петарди, ќе урлаат, ќе викаат, ќе лумпуваат, ќе се веселат, да, за нас веќе дојде. Но го акцентирам полнок, затоа што светот така верува, така знае. А на полнок, Матеј 25:6. Матеј 25 глава 6 стих. Што наоѓаме во Матеј 25 глава? Која парабола? Има повеќе. Тука и параболата за талантите. Меѓутоа, 6 стих, значи почетокот до 25 глава се бави со 10 девици. Параболата за 10 девици. 6 стих вели: а на полнок се чу викање, што? Еве го младоженецот. Излезете му во пресред. И да, ќе читаме делови од Христови параболи кои што се бават со оваа парабола, да, точно е дека полнок во овој контекст значи најтемниот дел од историјата на човештвото, значи како што првото Христово доаѓање било во време кога на вистината била погазена и темница била, така ќе биде и при второто Христово доаѓање. Меѓутоа, може ли и буквално да се случи Исус да дојде на полноќ? Кога луѓето лудуваат, кога луѓето тотално ќе откачат, ќе речат, ајде сега малку е, знаете. Да ја прочитаме параболата првин. Тогаш небесното царство ќе биде како 10 девици кои ги зедоа своите светилници и му излегува во пресред на младоженецот. 5 од нив беа неразумни, знаете, тогаш на исток, таму, па и ја мислам дека кај нас така се правеше, сега тоа на времето, како се правиа свадбите, нели? Момчето одеше кај невестата, ја зимаше од дома, па ја носеше во својот дом и тука се случуваше забава. Сега таму имале навика тоа да биде ноки. 5 од нив беа неразумни, вели, а 5 мудри. Значи сега имаме 10 девици кои што тука со своите светилници, како што вели Елен Вајт, биле тука пред домот на невестата. Че очекувале да дојде младоженецот да ја земе и да се приклучат во таа поворка, значи на таа веселба да влезат. 5 се неразумни, 5 се мудри. Вели, зашто неразумните зедоа со себе светилки, но не зедоа масло. Резерва масло немале, а мудрите зедоа масло во садовите со своите светилници. Бидејќи младоженецот се забави, сите задремаа и заспаа. Значи, се случи одолго влекување, младоженецот се забави и заради тоа сите заспале. На полнок се чу викање, еве го младоженецот. Излезете му во пресред. И тогаш сите овие девици станаа од тој викот и ги приготвија своите светилки, ама неразумните им рекоа на мудрите што им недостасувало масло. Дајте ни од вашето масло, зашто нашите светилници ни гаснат. Но мудрите им одговори и рекоа, за да не биде малку и за вас и за нас, отидете кај трговците и купете си. Кога отидоа да купат, младоженецот дојде и спремните влегоа со него на свадбата и вратата се затвори. Потоа дојдоа и другите девици, овие неразумните, и рекоа, Господар, отвори ни. Тој им одговори и рече, вистина велам, не ве познавам, колку лошо, колку звучи ова, не ве познавам, како во Матеј 7 глава, знаете. Одете, не ве познавам. И така, бдејте, пораката е, бдејте, зашто не го знаете денот ни часот. Бдејте, бидете будни, бидете трезвени. Затоа што може да се случи тоа и на полнок, кога ќе се склопат значи, стрелките од часовникот да дојде. Можно ли е? Можно е. И еве да прочитаме само мали делови од она што го коментира Елен Вајт околу тоа на што се однесува оваа парабола, иако ние знаеме, но да се подсетиме. Добро да се подсетиме. Двете групи девојки представуваат два вида луѓе што себе си се сметаат за чекатели на својот Господ.
Значи, тоа се адвентисти, тоа се чекатели на Господа. Библијата ги нарекува девици затоа што исповедаат чиста вера. Значи, не се тоа од некада. Не, тоа се баш оние кои што исповедаат чиста вера, затоа и се девици, и девственици, како што нели вели описот за 144.000 во Откровение 14 глава. Со нивните светилки е представена Божјата реч, а со маслото знаеме Светиот Дух. Се вели понатаму, сите 10 девојки излегле да го пречекаат младоженецот. Сите имале светилки и садови за масло. Известно време не се видела никаква разлика меѓу нив. Значи, ке вака, од надвор гледано, никаква разлика не постои. Така ќе биде и со црквата која ќе действува непосредно пред второто Христово доаѓање. Сите добро ќе го познаваат Светото Писмо. Че, ќе речам јас, го слушнале апелот на брат Зоран или и често пати јас или Јан или било кој од нас може, проучувајте го Светото Писмо. Овде вели дека сите добро го познавале Светото, го познаваат Светото Писмо. Че то се добри проучувачи на Светото Писмо. Сите ќе ја слушнат пораката за скорешното второ Христово доаѓање и со доверба ќе ја очекуваат неговата појава. Значи ќе очекуваат Христос да дојде. Желно ќе го очекуваат. Но она што се случило во оваа парабола ќе се случи и тогаш. Кога? Непосредно пред Христовото доаѓање. Времето на чекање ќе се одолжи, верата ќе биде ставена на проверка со тоа, и кога ќе се слушне викот од еве го младоженецот, пречекајте го, мнозина ќе бидат неподготвени. Неки имаат масло во садовите за своите светилки, ке им недостига Светиот Дух. И сега, што ти го познаваш добро Светото Писмо, кога без Светиот Дух, што? Значи ти можеш да имаш теоретско знаење за Светото Писмо. Но без Духот Свети, тоа знаење, таа вистина не може да поседува тебе, не може да стане дел од твојот живот. Вели, понатаму Елен Вајд, без Божиот Дух познавањето на неговата реч е бесполезно. Џабе, со други збори. Теоријата на вистината, ако не е придружена со Светиот Дух, не може да ја оживее душата, ниту да го посвети срцето. Некој може да ги знае заповедите и ветувањата на Библијата, но ако Светиот Дух не ги всадил истите во срцето, неговиот карактер нема да се преобрази. Ќе остане истиот, неподготвен. Без расветлување од Светиот Дух, луѓето не ќе бидат способни да ја разликуваат вистината од заблудата и ќе станат жртва на лукаво замислени искушенија на сатаната. Групата представена со неразумни девојки не е лицемерна. Таа ја цени и ја брани вистината. Ја сака, ја цени, ја брани. Таа е на страна на оние што веруваат во вистината, но не го прифаќа влијанието на Светиот Дух и нема преобразба кај таквите. Че се на страната на вистината, ја бранат вистината, но заради тоа што не го прифаќаат влијанието на Светиот Дух, нема преобразба, не се случува кај нив. Тие луѓе вели не паднале врз карпата, односно врз Исуса Христа, и не и дозволиле на својата стара природа да се скрши. Таа група е представена со каменлива почва, нели во една друга парабола. Тие подготвено ја прифаќаат речта, но не ги усвојуваат незините начела. Незиното влијание врз нив не е трајно. Светиот Дух действува врз срцето и по желба и со дозвола од човекот, тој во него всадува нова природа. Светиот Дух е тој кој што создава ново, нели? Стануваме нови битија под дејство на Светиот Дух. Инаку интелектуално, вака, теоретски може да ја познаваш вистината и може да добро и да ја изнесуваш и со факти и така натаму, затоа што ја познаваш, меѓутоа без делувањето на Духот Свети, ниту кај тебе ќе делува, па ниту може би толку многу ни врз слушателите. Тие вели не го познаваат Бога, не го проучуваат неговиот карактер, не одржуваат постојана заедница со него и затоа не знаат како да му се доверат, како да живеат гледајќи во него. Нивната служба на Бога преминала во формализам. И денеска често пати знаеме да кажеме, и ако се осврнеме на многу од службите кои што се случуваат по други цркви, поготово оние кои што се онака помпезни за време на Божик, помина во католичка или
доправа во православна и така натаму, сето тоа е чист формализам. Да, меѓу тие кои што таму присутуваат, можеби некои има со чисти срца, кои што ете така веруваат, така слават, меѓутоа сето тоа е формализам, преминато во формализам, каде што Дух Свети нема, се е формализам. Значи само теорија имаш на вистината. И тоа е многу можно и еве, оваа група се тие кои што го чекаат Христовото доаѓање, но еве на крајот состојбата на црквата ќе биде таква. И сега се цитира онај стих во Езекијел, што јас често пати знам да го цитирам, 33 глава, 31 стих, вели: брзаат кон тебе како на народен собир, и мојот народ седнува пред тебе и ги слуша твоите зборови, но не ги извршува. Се насладуваат со нив во устата, а нивното срце не оди, односно, нивното срце оди по неправедна печалба. И знаеме, неспремни се, затоа што карактерот не може се пренесе. Недостаток на Свети Дух, нема делување на Светиот Дух, нема преобразба на карактерот и карактерот не можеш да го смениш ти во секунда. Или да го купиш од другиот, да го позаемиш или така натаму. Не. Никој не може, вели, да верува наместо друг, никој не може да прими Свети Дух наместо друг, никој не може да му го накалиме на другиот карактерот што е плод на действување на Светиот Дух. Еви ова да го спомнеме, 10 девојки ги представуваат чекателите при крајот на историјата на оваа земја. Сите тие тврдат дека се христијани, сите го чуле повикот, сите имаат име и светилка и сите тврдат дека работат за Господа. Навистина се чини дека сите го чекаат Христовото доаѓање, но 5 девојки не се подготвени. 5 од 10 девојки ќе бидат изненадени, очено ќе утврдат дека останале надвор од салата во која се одржува свадбата. Да. И тоа ќе бидат навистина најтажните зборови што некој ќе ги слушне. Не ве познавам. Не сте вие од моите, не ве познавам. Накратко се подсетиме на таа парабола. Сега да отвориме во Марко, значи, еве, ако толкуваме дека 6 стих овде и она на полнок се мисли на тоа кога Исус ќе дојде и навистина ќе биде најголемиот мрак во човечката историја, во поглед на познавањето на вистината и така натаму, сепак може и буквално да се свати, еве во Марко 13 глава, еве што стои запишено, Марко 13 глава, 32 до 37 ки читам, Марко 13. А за оној ден и час никој не знае, ни ангелите на небото, ниту синот, а само таткото. И сега вели, повторно оној повик, внимавајте, бдејте, зашто не знаете кога ќе биде времето. Ти никој не го знае времето. Како човек кој тргнувајќи на пат ја остава својата куќа и ги овласти своите слуги секому да ја одреди неговата работа, а на вратарот му нареди да бдее. И така, бидете будни, зашто не знаете кога ќе дојде господарот на куќата. Навечер ли? Или на полнок? Или кога петлите ќе пропеат? Или наутро? Значи, можно е и навечер, можно и наутро, можно и на полнок да дојде Исус. Ќе дојде нова година, да, за мнозина, ама може да дојде и Исус на полнок. Затоа што не знаеме кога, ние треба да бидеме будни, да бдееме, да бидеме трезни во онаа духовна смисла, ама на полнок вечерва мнозина нема да бидат и онака трезни, а не па овака. За жал. Како што веќе ја чекаат новата година, за да не вели дојде од ненадеж и да ве најде заспани, пак истата работа, како девиците, заспани, неподготвени. А што ви зборувам вам, вика, на сите им зборувам, бдејте. Тоа е пораката, бдејте, бидете трезни, трезвени. Затоа, фала Богу, ние не се опуштаме и не сме како светот, нема да заминеме сигурно во некој хотел сега вечер од овде, па да додиме на некоја новогодишна забава. Сега ми текнува она мисла, сеќавате што правеле, каква навика имале синовите и керките Јовови, оделе нели на гозба кај едниот, кај другиот, често пати, што правил Јов?
се молел, постел, за нив принесувал жртва, се молел да не случайно нешто се сгреши, затоа што знаете, во такви гозби, во такви, многу лесно може да сгреши човек, многу лесно. Дури ете тие посветени, како да кажам, од семејство на посветен татко, богобојазен и така натаму, значи ете можеле да забегаат, да не зборуваме за многу други кои што лесно можат да сторат било што на новогодишната ноќ, да кажеме. Што вели псалмистот Давид, ова е интересен стих, која веќе зборуваме за полноќ. Псалм 119, значи дел од оној најдолгиот псалм, односно најдолгата глава во Библијата, Псалм 119, 62. Станувам на полноќ, што? За да те славам заради твоите праведни одлуки. Да, значи може да се случи и убаво е наутро, кога рано човек ќе стане и да го слави Господа, да, тоа сум го искуси, са баш на полноќ, ретко кога, меѓутоа, еве, Давид не почува и на тоа, дека ако видовме, нели, во Марко, во Матеј, Евангелијата не предупредуваат на тоа, не знаејќи кога Исус ќе дојде, кога младоженецот ќе се појави, да бидеме будни, оти може да се случи и на полноќ. Овде Давид не советува дека можеме и да станеме на полноќ, ама со единствена цел да го славиме Господа. И сега да читаме во Римјаните 13 глава. Имаме два текста од Павле, и во Римјаните, и во Ефесијаните, но да видиме прво Римјаните, во контекст на времето кое што живееме и чекањето на Христовото доаѓање. Римјаните 13 глава од 10 до 14. Љубовта не му прави зло на ближниот, и така вели љубовта исполнување на законот. И сега вели понатаму: ни правете го тоа, затоа што го знаете времето во кое сме, зашто е веќе време да се разбудиме од сонот, зашто сега спасението ни е поблизу. Јас ќе кажам поблизу за една година. Поминавме 2022, поблизу сме за една година до Исусовото дајање и до спасението. Отколку вели кога поверувавме, ноќта помина, а денот се наближи, затоа да ги отфрлиме делата на темнината и да се облечеме во оружјето на светлината. Да одиме пристојно како дење, а не во гозби и пијанки, не во блуд и страстолюбие, не во преприки и зависти, туку вели облечете се во нашиот Господ Исус Христос и не мислите така да ги задоволите похотите на телото. Еве какво треба да биде нашето живење. Она што го испуштив него, прочитав во коментарот за параболата за 10 девици. 5 мудри кои што имале резерва масло, што овозможеле со светилките? Која им била целта? Всушност, зашто им биле светилките? Да го осветлуваат патот на младоженецот, на целата таа поворка, значи свадбена. Да го осветлуваат патот на младоженецот. Тоа е целта наша, како црква на последокот, да го осветлиме патот на младоженецот, да го подготвиме во ред, он е светлината, ама и црквата е светлината, вели Јован. Значи, односно во Матеј каде беше, значи ние сме светлина на светот, рефлектирајќи ја светлината од него. Така да и ние имаме таа цел да го подготвиме патот за Христовото доаѓање, за второто Христово доаѓање. На што ви наликува ова? На Јован Крстител, третиот Илија. Јован бил вториот, ние сме третиот Илија. Треба да подготвиме патот за Христовото доаѓање, да светлиме во овој свет на темнина, да бидеме синови на денот, на светлината, а не на темнината, како што читавме во Римјаните 10 глава. Или Ефесијаните 5 глава, ќе отвориме. Имаме и таму убави стихови. Ефесијаните 5,
15 до 20. И така внимавајте грижливо како живеете, некако не мудри. Алудираме пак на оние, на лудите 5. Тука како мудри, искупувајте го времето. Како да го искупуваме времето? Како може време? Можеш ли да... Сака да кажеш во превод, користете го мудро. Колку што можете, користите го со цел да се подготвите за Христовото дајање, со цел да напредувате во побожноста, да не го губиме времето за небитни работи. Значи, искупувајте го времето, зашто дните се зли, стануваат се по-зли. Значи, ние не сме ни свесни што доправа ќе гледаме во овој свет. Па еве само од мостови во Вардар, последниве денови, ја мислам дека троица, денеска прочитав пак дека некоја девојка се фрлила или не знам, жена или. Мислам дека тоа е трет случај, само последниве денови. Што се случува се во светот, значи как страшна работа. Дните се зли, навистина живееме во зол свет, затоа вели не бидете неразумни. Туку разберете што е Господова волја и не се пијанете со вино, во кое е разузданоста, туку полнете се со духот. Еве го повторно моментот од 10 девици. Не вино, не било што друго, не трошите време по тоа, не се пијанчете, туку наполнете се со дух. Имајте дух, за да бидете подготвени. Зборувајте се еден на друг со псалми, со химни, со духовни песни, храбрете се, пејте му на Господе, воспевајте го во вашите срца, благодарете му секој за се на Бога и Таткото во името нашиот Господ Исус Христос. Покорувајте се вели еден на друг во страв од Христа. Че еве, како треба да живееме мудро и трезвено во овие последни времења кога го очекуваме Исусовото доаѓање. Еден цитат од Темели на среќниот дом. Ке ве посочам да читате малку поопширно од оваа книга, затоа што овде има многу интересни работи. Значи, ова е од 480 страна оригинал. Цитатот е во контекст на оно што го зборувам, меѓутоа малку пошироко го читате, ќе видите тука многу што околу овие празници денес. И Божи ке спомнат во цитатот, ама и Нова година, отинели се близко. Вели, светот ги минува празниците лекомислено, во претерување, во пријадување и расфрлање. Немате тука ни трезвеност, ни будност, ни ништо. Претерување, пријадување и расфрлање. Огромни суми пари ќе бидат залудно потрошени за овој празник и за Нова година, значи за овој празник, мисли на Божик, и за Нова година на излишни нешта и за задоволување на суетни желби. Наша предност е да отстапиме од обичаите и практиките на ова изробно време, уште во тоа време. И наместо да ги трошиме средствата за задоволување на апетитот или за непотребни украси или облека, празниците што наближуваат можеме да ги направиме повод за да го прославиме Бога. Да, може да се искористат повторно за прослава на Бога и на Негова слава. Ако читате во контекст, ќе малку да ве заинтригирам, во оваа книга, Теми на среќниот дом, ќе читате малку и за поклоните божикни, новогодишни и така натаму. Треба, не треба, како, што, значи да не влегувам, не ми е тоа темата. Трезвени, бдејте, затоа што може да се случи на полноќ, да дојде нашиот Спасител. Не мора оваа полноќ, иако може би некој од нас би посекал, уште вечерва да дојде, но може да се случи било кога, затоа што часот и денот не го знаеме. Псалм 139, овој псалм завршува со прекрасни зборови кои што се во контекст на ова што го зборуваме, во контекст на времето во кое што живееме, времето на судот, времето на Јом Кипур, времето на истражниот суд, значи. Сериозно време, 23 и 24 стих вели: испитајме целиот Боже, запознай ми го срцето, испитаме и запознай ги моите мисли. Погледа да не одам по гибелен пат и поведеме по вечниот пат. Тоа треба да биде наша молитва секој ден. Живееме од такво време кога
Треба да бараме Господ да не испита и да не очисти, како што и пеевме во песната, затоа што времето наближува. Мораме да бдееме, да не заспиеме, да не фати сон, да не фати Христовото доаѓање и таа последна криза неспремни. Еве би сакал на крај да завршам со неколку стиха кои што се во контекст на тоа дека еве навлегуваме во нова година. Ако можеби сето ова некако изгледа како да кажам, премногу како товар ни изгледа, затоа што кога ќе се осврнеме назад и ќе погледнеме во 2022 и ќе видиме многу наши пропусти, многу наши неуспеси, многу наши падови. И да, сега си велиме, да, треба да бдееме, треба да бидеме трезвини, ама колку пати јас се случи да паднам 2022. Филипјаните 3 глава, ви се убави стихови со кои што ќе привршиме полека, кои што треба да ги имаме често во мислите, затоа што сите сме слаби и знаеме да паднеме и да сгрешиме. Филипјаните 3 глава, 12 до 14, оние познати Павлови зборови. Павле вели, не велам дека веќе го достигнав, мисли на совршенството. Или дека веќе дојдов до совршенство. Туку настојувам да го достигнам, зашто и мене Христос ме достигна. Браке, јас уште не мислам дека го достигнав, но сепак правам едно. Го заборавам она што е зад мене. Заборавете на сите оние неуспеси. Имало убави моменти, сигурно. Добро е да се сеќаваме на нив. Пред се во нашиот духовен живот, тоа е пак добро да се сеќаваме, да се повикуваме на тие моменти како Господ не водел во минатото, нели? Но на сето она што е лошо, што е неуспех, заборавете. Значи, јас уште не мислам дека го достигнав, но сепак правам едно, го заборавам она што е зад мене, јас се стремам кон она што е пред мене, трчам кон целта за наградата на горното призвание од Бога во Христа Исуса. Тоа треба да биде наша цел напред, пред нас да гледаме на Христа, да трчаме на таа трка и да ја завршиме со вера, како што Павле тврди за себе дека ја завршил. Борбата и трката е со вера. И Исаија 43 глава има слични стихови овде. 18 и 19 од Исаија 43. Не спомнувајте си за она што се збидна, не мислите за она што помина. Еве правам нешто ново. И пуката беше во тој правец. Еве правам нешто ново, веќе се појавува, зар не забележувате? Да, ќе направам пат во пустината и патека во безводна земја. Господ е со нас и Господ нека не води во ова нова година, а ако имаме вера, ќе направи пат и низ Црвено море, и низ пустина, и низ безводна земја, ќе не обезбеди и со доволно вода, и со доволно храна, како оние 40 години за израелците во пустината. Господ е тука, Господ е со нас, да одиме со вера, да бдееме, да бидеме трезвени, затоа што сега сме поблизу до спасението од колку што бевме, како што кажав, за една година. Времето се наближува, Исус доаја да не фати заспани, да не фати неспремни, затоа што може да се случи било кога да дојде. Не го знаеме ни часот, ни денот. Нека Господ ни помогне во тоа и уште еднаш ви посакувам благословена и среќна нова 2023 година, да чекориме сите, посакувам од вера во вера и од слава во слава и да растеме и да го достигнеме оној Христов раст. Амин.